Вечер во топ тема на ваша страна. Партиските договарања или пазарења очигледно завршија со најавата на опозицијската ВМРО ДПМН за враќање во собранието. И во очекување на завршниот чин последен од тоа договарање, гласање на недоверба на владата со очекуван исход, па гласање на реформски закони, вечерва политичките игри ги оставаме настрана. Се фокусираме кон суштината. Какви реформи досега се одработија, договорија и се чекорили кон реформи за функционални институции по мерка на граѓаните или на партиите според партиски желби или по примери на добри пракси. А мои гости вечерва на оваа тема. Симонида Кацарска, Институт за европски политики. Добро вечер. Добро дојдовте. Иџет Мемети, народен правобранител. Добро вечер и за вас. И Зоран Нечев, Институт за демократија, Societas Civilis. Добре дојдовте. Тројца представници од три, би рекол, институции, една државна, независна и две силни граѓански организации, што секој од свој аспект ја следи проблематиката на она што сите го очекуваме да дојдат како најавувани коренити реформи пред се на судскиот систем како основа за се понатаму. Кацарска како промоција своеведна на утрешното објавување на извештајот во сенка за поглавието 23 и 24, обемна брошура и следевте се од 2016-2017 година. Накратко, може ли да се каже дека најголем добитник досега е народниот правобранител, бидејќи се што побара, се доби, иако пратениците се збунија на едно гласање, освен пари. Видете, парите веројатно беа најважни во оваа ситуација, бидејќи многу време се чека за да на народниот правобранител му се додадат сите ресурси, при тоа мислиме пари, меѓутоа и персонал кој што му треба за сите функции кои што му се доделени на правобранителот. Меѓутоа, само за да ве коригирам, значи нашиот извештај се бави со поглавието 23, односно правосудството и човековите права во текот на 2017 година. Во него како клучна придобивка сепак ние го сметаме носењето на новата стратегија за правосудство, иако таа навестува чекори кои што допрва треба сами по себе да ги видиме каде ќе не водат, иако стратегијата беше донесена со инклузивен пристап во кој многу од граѓанските организации учествува. Сега пред некој време значи го видовме првиот состанок на Советот за следење на реформата и се уште цениме дека клучните чекори, дел од нив допрва треба да се дефинираат, а дел од нив допрва треба да ги видиме. Чека, сега ме збунивте со редоследот, бидејќи морам да преминам кај Нечев, ако е така како што тврди Кацарска, дека клучните чекори допрва треба да дојдат. Значи, ќе има што да броите, бидејќи вие броевте 3 месеци, 6 месеци и наеднаш не стигнавте да ги одброите уште 3 месеци. Во видео порака деновиве, вице-премиерот за евроинтеграција вели планот 369 е затворен, односно ќе биде затворен на 17 април кога ќе биде објавен извештајот и сега тој ден или ден-два подоцна во Македонија со убава вест, веројатно за одмрзната препорака, ќе дојдат Могерини и Хан. Значи, ќе има што да броите сепак? Ќе има, секако има што да броиме. Ние ќе излеземе со нашиот извештај по истекот на деветката, односно по 17 април. Има што многу да се брои, сепак овој планот 369 е вонреден план на владата за враќање на европскиот пат. Тој никако не треба да заврши во рокот на овие 9 предвидени месеци. Она што при објавувањето на последната верзија на планот беше истакнато е дека оној плюс на крајот што стои, иако се само две активности кои што ќе проложат во континуитет по завршувањето на деветката, знакот плюс означува континуитет, нешто што е започнато за време на планот 369 и понатаму ќе продолжи да се имплементира по истекот на планот. Ќе ги разговараме сите тие детали. Еве, господине Мемети, и ги имате ли сега сите инструменти да им застанете на патот на институциите во искривоколчувањето на правото и на правата на граѓаните? За жал, ќе разочарам јавноста и невладниот сектор дека
освен тоа што се накитија дека даваме се, а волја на вистината во буџет има предвидено пари за тоа што сметам дека можам ефективно да ги спроведам мандатите, сепак остана само на хартија. Така да ова институција и ден денеска сите одели што ги има, неколку ќе ги набројам, а се клучни, а кои произлегува од тоа што бевме скенирани дека не функционираме, како не функционираат институциите како што треба. Видете, во оделот за следење на судската работа или пријател на судот немам ниту еден човек, а на хартија има. Во оделот за дискриминација само еден човек. Во оделот... Колку треба да имате? 3. А зошто ги нема? Затоа што не даваат. Затоа што процесот или реформите по однос на зајакнување на позицијата народен правобранител остана само во Законот за народен правобранител. Целиот систем препратен кој треба да овозможи да се слеат кадри, да се регрутираат кадри во институцијата, во сите тие одели не беа донесени. Така да имаме за мене, но секако и за странците, пошто се информирани, многу смешен правен систем по однос на ова работа, половичен. За жал, јас не гледам дека и во новата влада има волја тој систем до крај да се заврши, затоа што треба се менјат доста закони. Инаку, ако се остава на волјата на тие што ги спроведуваат законите, тешко е дека може народниот правобранител без проблеми новите надлежности или новиот мандат по однос на многу сегменти, знаете, и над полицијата и така натаму, не ќе може да ги спроведе. Да, имаше многу време се крена кога оние мерки за спроведување на препораките за надминување, се почна со тоа, со усвојување на тие 75 препораки од 19 области кои пратениците во првото гласање некако ги преспа или не знаеа што требаше да гласаат, па ги изгласаа во дополнителна процедура и тоа беше еден од првите големи чекори кои што ветуваше нешто. Јас што го работам извештајот за состојбите, мене ми е најтешко кога ја гледам со која леснотија декларативно се залагаат за промена на системите, а од друга страна воопшто не читаат. За жал, тоа е вистината во Република Македонија. Најголем проблем по однос на тие мери, добро е што ги донесува, сепак, по второто гласање. Несериозно е и од страна на парламент да закаже посебна седница, како ќе се оправдува? Добро, ама тука вели сега на секој 6 месеци. Сега ако ги броиме така месеците, значи некаде 8 мај би дошло тој период кога владата треба да реферира што е спроведено. Еве, јас ќе ви кажам што е спроведено. Освен, јас ги набројував во мојот прес институциите кои барем реагираат на препораките или мерките што собранието ги има изгласано. Пред се Министерството за образование и Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда, за здравство. И до тука застанува. Што прават другите ресори? Нема повратно од тоа што го добило од владата дека треба да ја информираат владата, за да владата се подготви и после 6 месеци, односно во мај месец да искочи пред собрание со посебен извештај и да даде отчет. Ни дадовте вакви обврски, состојбите се променети и така натаму. Јас не знам дека до крај се заврши некоја од таквите препораки, затоа што многу работи од тие препораки се промена на системи, закони. Една од препораките е за управното судство. Ќе дебатираме. Ќе ги разгледуваме за подетално сите аспекти, но еве, како поттекст за натамошната дебата, краток избор од она што повторно се констатира како негативна појава и во најновиот годишен извештај на омбудсманот. Изборот е на Огнен Чарчаревич. Стотина поднесени преставки од граѓани дневно во просек добивала канцеларијата на Народниот правобранител минатата година. Повеќе од половина од преставките се поднесени во Скопје, а најчесто граѓаните се жалеле на јавните служби и установи.
Според извештајот за 2017 година, објавен минатата недела, Народниот правобранител добил вкупно 3223 преставки, а 962 биле пренесени од 2016 година. Канцеларијата во Скопје имала најмногу работа, бидејќи тука се поднесени 1854 преставки, или 57% од вкупниот број. Тетово е вториот град со најмногу преставки, 371 или 12%, а по него оди Битола со 296, односно 9%, и Куманово со 216 или 7% од вкупниот број на преставки. Сумирано, граѓаните најчесто сметале дека правата им биле прекршени од јавните служби и установи, а тоа го потврдува фактот што против нив се поднесени вкупно 1496 преставки. Веднаш потоа е централната власт, против која се поднесени 1017 преставки, и локалната со 279 преставки. Гледано по области, најмногу преставки се поднесуваат во правосудството, 576, финансиите и царината, 510, потрошувачките права, 281, казнено-поправните установи, 264 и работните односи, каде се поднесени 199 преставки. Од вкупно 4185 преставки, Народниот правобранител покренал постапка по 3594 или 85% од нив. 71% од покренатите постапки се завршени, а по 1024 преставки постапката се уште е во тек. Во годинашниот извештај стои дека во 1/3 од предметите по кои постапувал правобранителот биле констатирани повреди на човековите права и слободи. Топ тема на ваша страна ги анализираше деловите од извештајот кои се однесуваат на полицијата, правосудството и финансиите. Кои се клучните констатации на правобранителот во извештајот за МВР? Во Законот за кривична постапка нема јасни и прецизни одредби за спроведување на судска наредба за приведување на лица на кои е потребно претходно да им се одземе имунитетот. При приведувањето или лишувањето од слобода на осомничени лица, полицајците недоволно водат грижа за начелото на пресумпција на невиност. Продолжува појавата на омаловажување, понижување и брутално однесување кон граѓаните. Јавното обвинителство продолжува да доставува ненавремени и непрофесионални одговори во однос на барањата на правобранителот, а кои се однесуваат на полициски службеници. Внатрешната контрола во МВР не ги истражува во целост барањата на народниот правобранител и поплаките на граѓаните, а во постапката не ја вклучува жртвата и постапува субјективно и пристрасно. Правобранителот препорачува постапката за приведување и лишување од слобода на лица кои уживаат имунитет да биде регулирана на јасен и прецизен начин во Законот за кривична постапка. Во извршувањето на полициските работи, примената на средствата за присилба да биде строго утврдена и контролирана согласно меѓународните акти и стандарди. МВР да ја напушти арбитрерната пракса во прекршочната постапка во која истовремено се јавува и како подносител на барањето и како прекршочен орган. Правобранителот минатата година добил најмногу преставки од граѓани поврзани со правосудството, а речиси половина од нив биле за заштита на правата на граѓаните во постапките на извршителите. Како голем проблем, правобранителот ја истакнува неефикасноста на судовите и непочитувањето на судењето во разумен рок. Што констатираше правобранителот кога станува збор за правосудството? Нестручно и несовесно извршување на судската функција и несоодветен начин на организирање на работата во однос на предметите за издавање платен налог. Неефикасно работење на управните судови и одложување на постапките, како и непочитување на нивните одлуки од органите на државната управа. Јавните обвинителства до народниот правобранител доставуваат формални, нецелосни и крајно несоодветни одговори за нивното постапување по одредени кривични пријави. Препораките се целосно испитување и утврдување на поединечна одговорност за грубото кршење на принципот за судење во разумен рок по предметите за издавање на платен налог, непречено остварување на надлежноста на народниот правобранител да учествува на рочишта, да дава предлози и мислења кои судот треба да ги земе во предвид. Во делот кој се однесува на финансиите, од правобранителот информира дека најголем дел од преставките се однесуваат на радиодифузната такса и присилната наплата на истите од ОЈП. По ова прашање нема никакво подобрување и покрај бројните укажувања на тимот на Мемети. Тоа беше само мал фактографски приказ од доста големиот обемен извештај на народниот правобранител. И ако споредиме сега со години, не би требало да ве прачам што е сменето. Речи си ништо. Видите, со самиот факт дека при моето излагање или објавување на извештајот наброив само 5 области. Морав да ги набројам затоа што таму гледам дека има исклучителна потреба да се информира јавноста. Имаше
еден куп други институции и области кои воопшто не ги наброев. Тоа не беше случајно. Почнувајќи од затворскиот систем, социјалата, еден куп други работи. Реков дека ништо не е сменето. Забележува дека поинаку е структуриран годинава извештајот и тоа онака како што се групирани се чини и тие реформски приоритети кои што требаше да се завршуваат со единствено можам цела да оваа кажам, агенда единствено за која што можам ќе да кажем дека или има стагнација, а факт е дека не може да се бележи напредок. И тоа е состојбата во Македонија. Си бедила колку дел од ова се поклопува, дел не се поклопува и со она што вие го следите. Колку е обесхрабрувачки по сите силни најави повторно да се навраќаме на вакви исти констатации. Иако реално и времето за некои поконкретни потези беше мало, меѓутоа ќе разговараме и за тоа, па од друга страна се носат и еве, очекуваме да бидат изгласани половични условно решение. Видете, јас мора да разграничиме неколку работи, значи ние состојбата ја следиме во однос на реформите во правосудството, борбата против корупцијата и темелните права како дел од пристапувањето во ЕУ. И наша примарна референтна точка беше извештајот на Прибе во втората и втората верзија од 2015 и 2017 година. Тој имаше за цел сепак да делува на системско ниво во насока на ослободување на институциите и додека пак извештајот на Народниот правобранител се бави со проблемите на терен и тука имаме две нивоа, сепак би рекла различни за кои што говориме, за кои што мора да бидеме свесни. Она што ние работиме и нашиот мониторинг беше со цел да регистрираме дали постои барем волја и напор за системски реформи, кои што не верувам дека можеше да доведат до ефект во ова време кое што го имавме на ова за ова што говориме ние кај Народниот правобранител и значи реализација и унапредување на реализација сега и веднаш. Реализација во 2017 година, ако споредиме со 2016 дефинитивно. Иако значи долгорочната цел на истите тие реформи е токму тоа да се види кај во извештајот на Народниот правобранител барем намалување на претставките или пак да се бави со пософистицирани проблеми од оние со кои што се бави во моментот, како што беше спомнато, например, состојбата во затворите. Затоа ве споив, што е теорија или декларативно со она што е реално. Дефинитивно. Јас мислам дека доколку реформите во правосудството земат замав, има потреба од одредено време, бидејќи за да се спуштат на нивото на реализација кај граѓаните. Сега, она со што ние во нашиот извештај кој што од средината на 2016 до денес, значи регистриравме сепак неколку периоди во кои што ако погледнеме наназад можеме да го групираме развојот во оваа област, односно имаме период до изборите 2016 година кога сите се припремавме за изборите, кога не можевме да говориме за реформи воопшто. Од изборите имавме период на стагнација до изборот на владата до 2017 и мора да бидеме свесни дека поради системот во кој што живееме, многу од овие веројатно и дел од реализацијата за жал за правата за кои што говори Народниот правобранител беа оневозможени, односно дел од овие институции не можеа да функционираат, што е карактеристика на заробена држава, дали е заробена од партијата или е заробена од екзекутивата, како што вели во Прибекајна, дали е заробена од владата, без разлика. Сега во тоа ослободување на институциите треба централна улога да имаат ваквите институции како што е Народниот правобранител, бидејќи тие се една карика на целиот систем. Она што ние го гледаме барем во нашиот извештај е дека се отвори простор да издискутираме каде ни се проблемите во општеството. Меѓутоа, дали ги пронајдовме, дали се уште можеме да ги видиме клучните решенија е веќе друго прашање, бидејќи ние сепак и во стратегијата за правосудство постојат отворени прашања во однос на улогата на многу од институциите, како што е Судскиот совет и така натаму, за кои е отворено како ќе ги решиме понатаму. Ајде да се задржиме на оваа прва област која што ја начнува и Народниот правобранител, ја третирате и вие, се третира и од страна на Институтот за демократија, односно планот 369 и да видиме што тука
е направено и во кој степен тоа се реформи кои што Кацарска вели би биле системски, а колку се само половични? Најпрво радува фактот што приоритетните области предвидени во планот 369, односно подобро кажано во делот 6, не толку во делот 3, кореспондираат со ова што го кажува народниот правобранител. Во делот на реформите се битни во делот на правосудство, реформа на разузнавачките служби и јавната администрација. Толку можеме да видиме каде се адресирани највеќе од представките. Во делот 3 тоа не беше случај. Судските реформи беа една од последните приоритетни области кои што беа напоменати, иако владата кажа дека редоследот на истите не значи приоритизација во однос на реформската агенда, но за разлика од тројката, во шеската тие добиваат на значење. Тоа беше и насоката или препораките кои што ги добија од Европската Унија. Ќе напоменам дека планот 369 е вореден план и е во многу кус временски период. Она што беа наши укажувања е дека не треба овие реформи да започнат и да завршат во овие 9-10 месеци колку што предвидува планот. Туку треба да се започне со круцијални, битни реформи и истите да продолжат по истекот на овој план. Дел од тие препораки се прифатени, дел остана како куси реформи, налик на реформи кои што можат да донесат одредени позитивни поени во враќање на чистата препорака, но тука мислам дека истите застанува, значи одредени чекори. Сега сме во она што стои во вашиот наслов и анализа, трка со пречки, да совладаме неколку пречки за да дојдеме до 17 април и еве денови ве слушаме дека тоа е сега полемиката, дали прво ќе се оди со интерпелација на владата, па после ќе се гласа тој пакет кој што е неопходен да биде штиклиран како завршен пред 17. Но колку се тоа пречки ради форма за да се стигне до таа до одмрзнувањето на препораката, а колку се е прескокнување на проблемите и решавање на проблемите кои што значат системски реформи. Се уште сме на фазата на прескокнување. Значи повеќе од овие реформи се предвидени како форма која што ќе покажеме одреден напредок, одредени чекори превземени во насока на решавање на овие круцијални проблеми кои што ќе не доведат до чиста препорака. И така го гледаме. И затоа насловот на нашите публикации се трка на 369 со пречки. Колку се од суштинско значење, ние го видовме кога го одредивме процентот на активности предвидени во планот 369 визави извештаите на Прибе и итните реформски приоритетни. Она што треба да ни биде книга по која што ќе ги предвидуваме реформите. И од тука видовме дека во делот, например, на шеската, 25 активности се поврзани со адресирање на одредени приоритети предвидени во извештаите на Прибе, додека пак, доколку ги споредиме со Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија, станува збор за само 10% од планот се предвидени во НПА. Тука можеме да завршиме дебатата дали е во насока на преземање на круцијални реформи или само започнување на нешто што би требало да следи. Кацарска па мене. Видете, јас само едно би сакала да бидеме свесни дека за овие области за кои што ние говориме, ако го земеме правосудството и специфично, мора да бидеме јасни дека Европската Унија нема да ни даде нам модел. Не ни дава модел. Не ни го даде во 2004-2005, зашто знае омбудсманот повеќе него јас сигурно. Нема да ни го даде ни сега. Она што мене ме загрижува со 3, 6, 9 месеци е дали во тие 3, 6 или 9 месеци се креираше простор за да може да си ги процениме ние заедно со судиите, со обвинителите, со адвокатите, каде ни беа грешките претходно и дали можеме ние да најдеме начин да ги адресираме. Тоа е нашата грижа всушност, бидејќи не можеме да очекуваме, мислам дека ни процентите не ја илустрираат тешкотијата на ситуацијата во која се наоѓаме, имајќи во предвид, само секунда, имајќи во предвид дека ние први во регионот ги започнавме овие реформи
и кои што како модел се мултиплицираат и во останатите земји, покажавме дека дека реформите во однос на Изора опишуваното тоа, моделите на судските совети кои што ги применивме и така натаму, се злоупотребија, значи не успеа да не доведат онаму каде што очекувавме. И она што мене ме грижи е дали всушност помеѓу експертите, бидејќи не сум сигурна дека дојдовме до таму, помеѓу чинителите во оваа сфера, добивме консензус каде сгрешивме и како можеме ова да го поправиме. И тука, мислам дека ниту бројките, ниту бројот на мерки ќе ни покажат каде да одиме, бидејќи Европската комисија може денеска да ни каже убава ви е стратегијата, супер, меѓутоа кога ќе направиме грешка за 5 години нема да биде проблем тоа на Европската комисија, туку ќе биде наш. И затоа неколку пати споменав, значи имаме неколку отворени прашања кои што доста луѓе од фелата споменаа дека се уште не ја гледаме насоката каде одиме. И се надевам дека постои таа визија која што нема да илустрираме со бројките и 369. Ја илустрира една многу специфична констатација во вашиот извештај, ќе споменеме подоцна, меѓутоа еве господине Мемети, вие сте и дел на тој дел од советот кој што ќе треба сега да следи имплементацијата. Впечатокот во јавноста е дека на пример, сите овие преговори кои што се водат глас опозиција, за кои што слушнавме дека голем дел од законите се усогласени, тоа се пред законот за измените во законот за следење на комуникациите и целото е пакет околу реформа на УБК, формирање нова агенција и новиот закон за судовите. Меѓутоа, ако се влезе во текстот на законот, ќе се види всушност дека измените на законот за судови се однесуваат само на евалуацијата на работата на судиите, дисциплинската постапка и во согласност со тоа минимални измени на надлежностите на судскиот совет. Оно што се очекуваше како нов концепт допрва предстои. Видете, прво, јас посакувам во Македонија да престанеме со давање на задачи кои после сами не можеме да ги исполнуваме. Тоа ни се рециклира и ни се враќа. Затоа што не подсети, нашите партнери не ни викаат како и во кој временски период да ги направиме нештата, да ги промениме нештата. Сами ние ги зацртаме таквите работи. И после имаме проблеми со тоа што. Ќе ви кажем една анекдота. Мора да прифатиме дека процесите не зависат само од желбите. Ако имаме едно јајце и од јајце сакаме да добиеме пиле, треба да поминат 20 дена во одредена температура за да добиеме пиле. Инаку, што и да правиме друго, пиле нема да добиеме. Изгледа дека и министерот за европски интеграции ја избрза ова работа со многу работи, но... Добро, на крајот на крајштата тоа е владен документ, не е негов личен. Он може да има амбиција, меѓутоа владата си проценила дека може тоа да го реализира. Последиците се на целото општество. И одиме дел по однос на трите клучни работи. Ќе го земеме судството. Видете, најголем проблем во судството што се јавува, а ние го гледаме, затоа што граѓаните доаѓаат кај нас, е управното судство. Ние имаме таков смешен систем на управно судство, што секој почетен правник тоа би го критикувал и би посакувал поинакво нешто. Видете, додека во законот за судови, во управното судство го имаме земено германскиот модел. Не знам зашто. Значи, тие одлучуваат само за законитоста на актите на управата. Па сега во законот за управни спорови го имаме мешовит, миксен. И германски и француски. Ништо не знаеме што сакаме. Тоа е најголем проблем во Македонија. А од друга страна, ќе конципираме конфузни и популистички закони, нема да создадеме услови и луѓе да се спроведат и ни паѓа целиот систем. И што се прави сега со најновите измени? Јас одговорно тврдам. Ова што некој ќе каже и политика е поднос на судството. Видите, се преговара, граѓаните се во исчекување како би требало и дали е возможно ВМРО да влезе во собрание, таму кај што им е местото, за да се изгласаат реформските закони. Ако влезете во законот за судови, ако влезете во законот за судски совет, ако влезете во законот за академија на суди и обвинители, знаете што ќе најдете? Ако ги детектирате предлозите на ВМРО, тие се смешни.
Само во законот за судовите тоа било најкрупен проблем за дисциплинската постапка судија ако за 3 дена не успее да го искуца актот, судската одлука, ќе одговара дисциплински за тешка повреда или ако не успее. Значи, зошто не навлегуваме, ако сме желни, ако сакаме и како опозиција и како позиција да правиме реформи суштински, да го осеќат граѓаните, нема да одиме со вакви шминки, затоа што со овие закони факт е дека ќе покажеме во Брисел дека нешто направевме, а во суштина ништо. Видите ја Што говори тоа? Дали тоа говори тоа што го спомена Кацарска дека се нема јасна насока? Не. Или цел? Политиката е проблемот. Затоа што сите работи се гледат од политички аспект. Видете го законот за Академија на суди и обвинители. 4 години немаме академија. Нема, не постои таа. Ама и сегашно решение е само да се легализира статусот на академијата. Ги немаме клучните решенија како ќе се произведуваат кадрите, колку од нив ќе влегуваат како тука е мојата критика како омбудсман и одговорно тврдам дека и ова влада нема суштинска намера таа академија да ја направи така како што се потребите на граѓаните. Видите, останавме во 19 век. Учење на памет. Електронскиот начин за полагање во таа академија потхитно треба да го нема. Ако сакаме вистинска реформа, реформите сега се само управниот одбор како да се конципира, за да продолжиме и ние како старите. Одиме понатака во полициската област. Ќе ви кажам една работа која јавноста не ја забележа, а е многу суштинска, која покажува која е намерата на тие што ги предлагаат законите. Видите, секој е почит кон тамо посериозно беа направени, затоа што бевме вклучени ние како институција. Да, и ние бевме вклучени како институција да ги следиме. Што се случи? Од кога тој законот за ОТА, за таа техничко-оперативната агенција, дека ќе се извади надвор. Најкрупно е тамо дека на таа институција или на таа агенција треба да се дадат расширени раце по однос на независност. И што се случи? Додека се спрема законот, начинот како ќе се конципираат органите или директорот како ќе се избира, просто речено, 2/3. Значи тој да има апсолутна можност. Јас би ставил тука и Бадентер, за да не може секој кога ќе му текне да влија или да го разреши. Што се случи? Едно договоривме, законот во собрание отиде поинаку. Со одредба дека собранието избира директор, со 41 глас. Што покажува тоа? Може би тоа е политичка намера на владата да ги предизвика ВМРО да се вратат. И во форма на амандман да се измени. Во ред, меѓутоа не се сериозни таквите работи. Ако сериозно сака опозицијата и позицијата да прават реформи во сите овие сегменти, тие ќе седнат и нема да кажат да се условуваат една со друга. Ќе ги направат за државата. Видете го другиот закон за судски совет. И така натаму, да не одам се. Сето тоа се чини некако половични реченија. Кацарска, вие се обидувате некако провокативно во делови во извештајот, со така малку по-провокативни наслови. И еве еден, велите, судскиот и обвинителскиот совет меѓу водачи и водени. Значи, од водачи, од контролори на системот, дали се водени од некого. Сега, колку ние, овој наслов произлегува од веројатно констатирана состојба. Колку тоа што се предлага во меѓувреме води кон некаков заклучок дека ќе имаме водачи, а не водени. Видете, ние заклучокот од претходната дискусија е всушност дека решенијата кои што ги имаме во моментот се веројатно компромис на возможното и посакуваното и она што можеше да се направи во ова дадено време. Имајќи планот 369 не е случајно со 9 месеци, бидејќи сакале или некаде ние да признаеме, некоја цел беше објавувањето на извештајот на Европската комисија во април, како момент кој што можеше во кој што можеше надворешни актери, односно Европската комисија, да прикажат дека има или нема прогрес. Владата многу се посвети на надворешната агенда, како што знаеме, и очигледно дека многу од тие акции, многу од овие
планирани активности беа всушност за да може да прикажеме напредок во однос на извештајот на Прибе и за да може да дојдеме до некој напредок што е некоја безусловна препорака што во секој случај би била условена со името, само да бидеме на чисто. Така да дефинитивно не би била безусловна и чиста. Сега, во овој наш, мислам дека поради тоа и решенијата кои што се дадени, имајќи во предвид какво мнозинство има владата во собранието, одеа на тоа да се оди само на тоа што може да се закрпи со законите како што е за академијата, за кое што, например, многу правници би рекле зошто има просто мнозинство, а не бидејќи се однесува и во однос на системски закони. И сума сумарум, сето она што го имаме е всушност некој компромис кој што не е идеалниот, барем според нас. Мислам дека особено во однос на овие две тела, во однос на судскиот совет и советот на јавните обвинители, се очекуваше да се даде многу поголема насока и да се лоцираат многу повеќе проблемите од што е зошто кога веќе се посегна по едно прашање, тоа не се затвори во целост. Без оглед на тоа дали ќе беше прифатена идејата за депрофесионализација или ќе беа прифатени други познати пракси. Впечаток е дека се остави простор за концептите, не се понуди концепт, туку се остави простор за тоа понатаму да биде предмет на пазарање на договарање. Не се допира уставни категории во моментот. Имаме впечаток дека поради тоа почнав дека е ова компромис помеѓу возможното и посакуваното. Значи ова беше одлука во која што владата е свесна за мнозинството кое што ги има, за предизвиците со кои што работи. И целеше на краткиот рок, затоа неколку пати го споменав претходно, да се бави според мене само со закони кои што можеби да се допрат со просто мнозинство и за кои што се уште се бара компромис за да се врати опозицијата во собранието, бидејќи дури и тие закони беа блокирани всушност, ако погледнете понатаму. Така да според мене беше реална проценка во однос на тоа колку може, што не е посакувано за никој од нас тука, дефинитивно, а не е посакувано ни за македонската јавност, ни за понатаму за нашиот живот тука. Меѓутоа веројатно беше проценката на тоа што може да биде доставено. Ова е политичка одлука со која сакаме како држава, владата мислам, да даде сигнал дека можеме и заедно со опозицијата. Само тоа е поради тоа се реформите или овие пакетот закони е сведено на тој минимум што според мене барањата на опозицијата, ако сте ги читале, ќе се повторам, се несериозни и многу смешни. Затоа на почетокот кога концепираа планот содржеше многу активности кои што искачаат од рамките, односно надлежностите кои што ги има владата. Со идејата дека ова представува општествен план за реформи. При тоа, во многу сегменти го гледаа своето сопствено мнозинство, но тука се гледа и капацитетот на владата, односно на владеачкото мнозинство, да ја подаде раката кон опозицијата за донесување на овие круцијални реформи. Зашто за одредени закони е потребно двотретинско мнозинство, а тука станува збор за демократски капацитет на државата и зрелост на политичките чинители да донесат вакви крупни реформи. Тоа значи дека големите партии треба да седнат и да се договорат за оние реформи кои што се битни за граѓаните на Република Македонија и европскиот пат. Да, но сите вие констатирате дека не можете да го препознаете концептот и правецот. Еве и низ конкретен пример. Значи, владата излезе со некаква идеја за на изборите за генерален реизбор на суди, потоа се откаже од таа идеја, потоа објавувањето на АКМИСот наметна една идеја за реевалуација, немаше никаков став и од тоа, се покажа дека на првиот избор на суди, односно председатели на апелациските судови, токму судскиот совет во овој стар состав го одложи изборот барајќи реевалуација на кандидатите заради можните манипулации во АКМИ системот. Што значи дека на нас ни е потребно сепак политичка храброст или како сакате наречете да се излезе со концепт. Да, ќе има реевалуација, нема да има реевалуација. Да ве информирам што сега се случува во судски совет. Следното се случува. Тие во моментот, според
стариот закон. Разрешување на судија се разрешува со 2/3 од вкупниот број на членови на Советот кои имаат право на глас. А тоа се од 15-14, пошто министерот нема право на глас. Со измената на законот добивме друга ситуација. Само ако дозволи, многу интересно е и тамо се е заглавено и по однос на разрешување. Сега ќе ви кажам. Затоа што со новиот закон, исто така, за разрешување на судија, потребни се 2/3 од членовите на Советот кои имаат право на глас. А со новите измени, право на глас за конкретни предмети немаат и судијата известител и тројцата членови на Советот. Што ќе ни се случи се? Некој во Советот го толкува поинаку, другиот понатака. Тие предложиле и бараат толкување од страна на Собранието. Собранието да каже што таа одредба на закон подразбира. Значи, и делот на тоа што значи разрешување се е укочено. Не може лесно да функционира. Видете, пак се враќаме на основното. Несериозно предлагаме нетемелни закони, закони кои често, јас напред го кажав, се популистички, дополнително создаваат проблеми и не се справедливи. Ова ни се враќа никако да ја научиме лекцијата дека нешто, ако треба да надградиме систем, многу повеќе треба се трудиме по однос на тоа како би ни функционирал. Сакаме, но не ни се дава ни пари, ни луѓе, ни кога ги подготвуваме законите, консултираме се што треба да консултираме. Вете за јавната администрација. Тек ќе дојдеме во тој систем, тој е огромен систем кој граѓаните мака мача да доаѓат до нивните права. И не случајно јас предложив радикални промени, викам, трансформација и на правото и на луѓето што се во администрација, затоа што тоа е спасот за граѓаните и за општеството. Јас прв пат слушнав, само една работа, прв пат слушнав од еден министер кој води таков ресор за информатично општество, истиот ден да искочи и да каже така е правобранителе. Ќе се нафатиме со тоа што вие го предлагате. Него јас го предлагам затоа што луѓето го бараат истото. Па видете сега, ако е коренита реформа на администрација од 139.009 лица со 1.304 институции, да кажете дека никого нема да отпуштите, тука имаме многу посериозна тема за дебат. Тука одиме со првата пауза за реклами, а потоа и околу останатите прашања, пред се концептите кои повторно се наметнуваат околу функционирањето на и не само судските, туку и на независните регулаторни тела повторно по принципот нати дајми, односно предлог на кандидати од страна на опозицијата или власт. Добре дојдовте назад во топ тема. Народниот правобранител Иџет Мемети, Симонеда Царска од Институтот за европски политики и Зоран Ечев од Институтот за демократија и социјета цивили се мои вечерашни гости. Продолжуваме со оној условно речено дел или пакет кој што се однесува на независните регулаторни тела или онаа дилема што ја поставив на почетокот, дали сега влегуваме во процес во кој што ќе градиме на вистина професионални институции според примерите на добри пракси или повторно се враќаме на старите навики на политички пазарења. Бидејќи слушнавме, ВМРО ДПМН има свој политички барања и она што неофицијално се дознава дека дел од тие политички барања се јавниот обвинител да биде на предлог на опозицијата, председателот на Државната антикорупцијска комисија да се бира на предлог на опозицијата, председателот на Државната изборна комисија и ред други прашања. И доаѓаме до клучното прашање, дали е ова исполнување на политички желби, без оглед на тоа ако се наметнат 2/3 за гласање, или ќе почнеме да градиме на вистина институции според примерот на добри пракси кои ќе се адаптираат на македонските потреби и услови. Од тоа што го следиме, очигледно дека нема волја да правиме
вистински реформи, да кажеме, и по однос на регулаторните тела. Затоа што пред да се почне со диалог или со разговор како да го надградиме тој систем, како да го вратиме кредибилитетот на институциите кои треба да контролираат и треба да се надвор од тие три власти, ние тргнуваме од вакви позиции. Што јас ќе добивам, што тој ќе добие. И тука нема излез. Затоа се враќам пак на тоа што го кажав, дека некои работи се процеси и нас ни треба повеќе време. Не сме, одговорно го кажувам, не сме зрели и не сме спремни да прифаќаме сериозни решенија по однос на поинаков систем на градење или на создавање на регулаторните тела. Ние и сега имаме проблеми. Затоа што стана навика на живење во Македонија дека на едно место, од едно место треба се да се контролира. Порано беше од владата. Со име ќе го кажам. Го нотира Прибе. А тоа место е председателот на владата. И тој ги контролира сите други власти, се обидува и ги контролира апсолутно сите од Уставен суд и сите други контролни тела и вика само омбудсманот остана нешто, не може директно кај него. Значи се е уништено. Не можеме да се одвикнеме од тој начин на живење и на конципирање на системи. Ние и сега имаме проблеми. Баш денеска јас со еден министер се расправавме по телефонски разговор. Затоа што владата одлучила во една владина комисија, таа извршна власт, да членува советник од народен правобранител. Тоа не сме да го прави. Затоа што член и народниот правобранител и другите независни органи се на оваа држава. На оваа држава се, секако дека треба да помагаат. Меѓутоа треба се тие можат како да го следат процесот. Ако но не да бидат дел од него. Секако. Ако не ги поставиме така системите, џабе ние све. А изгледа, за жал, нема волја тоа да го направиме. Штом почнуваме со вакви калкулации, кој ќе биде председател на едното на другото, ај вратете се на комисијата која треба да е независна за заштита од дискриминација. Тоа е играчка. Ни се смее цел све што се случува. Председател на комисија која треба да штити од дискриминација, тој протестира пред политички партии. И денеска уште е тој. Јас сум го кажал и нему сум го рекол и така натаму. Добро, како ќе се смени тој систем? Еве има се извинувам. Ни се случи и корупција во антикорупцијска. Видете, свеста со закон може еволутивно или процесно да се менја. А ние мислиме дека од денес како одлучиме вака, од утре ќе биде поинаку. Тоа е исто на приказната на поранешниот председател на владата по однос на електронскиот начин на работа. Тоа беше усисивач на средства од граѓаните и усисивач за и коруптивни и за крахирање на системите и по однос на начинот како да се контролираат независните тела. Ние ако не кажеме еднаш стоп на таквите навики, еве од денеска јас поинаку ќе конципирам системи, нема да можеме да се оправиме. Сакам да кажем дека имаше една одлука од утре целата јавна администрација да знае англиски. Бива ли таа работа? Таков закон беше донесен. Ако го пазиш законот дека од утре штом влегува во сила законот за административни службеници, тој што не знае треба да оди дома, ние ќе останеме без ниеден. И сега еден по еден ги менјаме законите. Еве баш и кај Академијата за обука на судии и обвинители. Таму знаете што се менја? Јазикот, се што било запишано. Проблем што во високите судски инстанци нема не само тоа. Се што било запишено за мемети како вечно да биде во таа институција, треба се менја денеска. Такви закони носиме. Тоа е проблемот. Да се вратам, се додека не се менја свеста, а тоа е полека се менја, ние треба тоа што го правиме сигурно да го правиме, а не ден за ден.
Очигледна е потребата од професионална администрација, без разлика за кој државен орган или независно или регулаторно тело станува збор. Ако не е сватено тоа од новата влада, тогаш ќе се соочат со истите проблеми што се соочи предходната и очигледно е дека не ја научиле лекцијата од предходната власт. Од тука кажано, за сите овие позиции потребно е донесување на луѓе кои што се професионалци, луѓе со интегритет. Зашто тоа се испостави дека е единствено нешто кое што може да води кон некаков вид на резултат. Дали е тоа во Државната изборна комисија, дали е тоа во ДКСК. Значи, тоа беа институции во кои што беа номинирани членови на сите партии. И видовме каде завршија. Очигледно, кога станува збор за корупција, дека политичката боја и не е толку битна. Дека тука имаме консензус. Парите обединуваат. Имаме консензус што треба да се прави. Кацарска. Јас би додала на она што го спомена Зоран, дека кај независното тело е силно онолку колку што е силен тој што го води, или членовите, како што беше споменато на овие тела. Бидејќи нивната улога, за разлика од административниот службеник, е токму тоа да застанат спроти полугите на моките. Како што е улогата на омбудсманот кој што е денеска тука со нас, на многу од овие комисии е улогата да ги пресечат на крилата на администрацијата кога ќе претера, како што имаме проблемот со нашата комисија за заштита од дискриминација. Затоа кај нив е дополнително повеќе значајно да биде водството со интегритет и оние членови кои што седат таму со интегритет. Имаме примери од многу земји од регионот дека тие институции се силни онолку колку што е силно водството. Како што треба да биде силна водството на канцеларијата во владата која што седи за соработка со граѓанскиот сектор, бидејќи честопати треба да застане и да се спротистави, исто така треба да биде силно водството на ДИК и така натаму. Ние видовме сепак дека веројатно се обиде да се направи притисок преку дел од оставките, кои што верувам дека дел од нив не беа толку од лични причини колку што ни беше кажано. Ниту пак толку спонтани. Во одреден период, но дали тоа ќе биде порака која што ќе се пренесе понатаму и дали ќе биде пресечена со ова што вие го споменувате, е друго прашање, бидејќи тоа беше тренд кој што сепак беше за поздравување во време. Колку е оваа тенденција сега во обид да се дојде некако до тие, бидејќи голем дел закони се системски, бараат 2/3, колку е тоа добра стратегија што обидувајќи се да се дојде до тие 2/3, се оди на оваа варијанта. Да, ќе го предложи опозицијата, но неговите професионални квалификации ќе се мерат со тоа што ќе се гласа двотретински или е подобро да се одат на решенија, добри пракси, на вистина професионални, вистински професионалци да дојдат на тие места и тогаш веројатно не би биле проблеми и 2/3 да се одберат. Видете, тука ќе зависи многу од она што ќе го изберат всушност и партиите, прво, бидејќи не знаеме сега кога ќе предложат, да речеме дека решиле да свртат лист. Многу од овие исходот ќе зависи од дел оние каде што ги назначува комисијата во собранието за назначување. И ќе зависи всушност под колку јавна дебата и под колку притисок од јавноста исто така ќе се створи во однос на изборот. Ние можеме во однос на изборот и колку ќе имаме можност всушност дел од тие решенија да бидат предмет на јавна дебата, бидејќи за комисијата за заштита од дискриминација немавме. Често многу од дел од тие решенија се случија преку ноќ и тука зависи веројатно и многу од нас кои што седиме тука, дали ќе рефлектираме на тие луѓе кои што ќе бидат предложени или не и колку тој притисок всушност ќе се материјализира кај партиите. Сега тука ќе биде тест на председателот на Државната изборна комисија беше едногласно изгласан како професионалец, како неутрална личност, па потоа слушавме изјави председателот на Државната изборна комисија од СДСМ. Сме имале многу такви ситуации, да не споменуваме дека специјалната јавна обвинителка ја изгласа сите, па потоа ја етикетира дека е експозитура на СДСМ. Значи ние никогаш дури при договор немаме гаранција дека нештото се не е толку проблем дека ќе биде предложен од некоја партија. Проблемот во тоа зависи многу од неговиот дигнитет или како тој ќе се постави, како што рече.
кој сака нека го предложи, ако го има кредибилитетот и со носење на одлуки, ќе биде прифатен дека навистина носи добри одлуки, прифатливи одлуки, секако дека тој и како личност и како институција ќе го има кредибилитет. Да, но вие се извинувам само да ве прекинам. Уште ова само. Пред известен период се бира пред членови на една многу висока судска инстанца и ви имате владин министер кој што вели па добро, сега не баш сите членови ги задоволуваат критериумите кои што ние сметаме дека треба да ги задоволуваат, меѓутоа ова беше наш чекор на добра волја кон председателот, бидејќи тој ги предлага, па еве подадовме рака за кохабитација. И сега тоа концепт е? Не. Секако дека не е концепт. Меѓутоа, дозволете да се вратам на колку голема улога, тешко е да се справуваш во Македонија во овие исполитизирано и поделено општество. Затоа што за некој одлуката се прима, за некој не се прима. Меѓутоа треба се најде начин според кој нема да се со една одлука може да го уништи целиот кредибилитет и на телото, независно и на институцијата и така натаму. Видите, една пресконференција на антикорупцијската комисија, незиниот председател, кога ја даде изјава на пратеничко прашање по однос на имотот на поранешниот председател на владата, тој кажа се. И од тука, кој граѓанин ќе му верува нему? Значи, многу битно е како се пласираат ставовите на институцијата, како се менаџира институцијата и така натаму. Така да ние имаме често пати говориме, односно сакајќи да се доодвараме на политичките партии кои не предложиле, ние ги ништиме институциите. Значи, најголем проблем во Македонија е структурата, без разлика дали во јавната администрација, дали во институциите и така натаму и така натаму. Структурата која е колеблива, која потпаѓа под влијание. Само да надополнам, значи тука да станува збори за политичка храброст, ама и за волја или изразена желба да се адресира одредено прашање. Без разлика за кое прашање станува збор. Ако е борба против корупцијата, се постава прашањето дали политичките партии, без разлика дали се власт или опозиција, имаат желба и волја таму да постават човек со интегритет и да финансираат од државниот буџет јака институција, бидејќи знаат дека е прашање на време кога таа институција и тој човек ќе се свртат против нив и тоа што они го прават. Тоа е лекција која што мислам дека нашето општество, нашите политички чинители ја научија од Хрватска. Во Хрватска имавме УСКОК, финансирано беше од државата, поддржано од Европската унија, создава институција која што по одредено време се развива до таа мера што го стави премиерот и 4 министри во затвор. Прашањето е дали нашите политички елити се спремни на ваков чекор да направат институции кои што ќе бидат доволно силни да работат во интерес на граѓаните, бидејќи знаат дека само прашање на време. Дали тоа што досега го следите како насоки, како зачетни, да ги речеме, процеси на реформи, ви дава надеж или ве крепи дека има храброст да се оди во таа насока, бидејќи еве само дел од податоците на мрежа 23, анкета 11 јануари 6 февруари 2017 година, 50% од испитаниците сметаат дека судството во Македонија не ги исполнува стандардите за европска интеграција. При тоа, не ги цитирам сега Симонида, извинете сите податоци, при тоа како најголема пречка за спроведување на реформите, 31% од граѓаните ја посочуваат корупцијата во судството и малку понови податоци објавени во рамките на следењето токму на работата на антикорупцијската комисија од МЦМС, 31,4% од испитаниците
изјавиле дека биле вклучени во корупција и овдека е направено една интересна проекција, вели проектирано на вкупното население станува збор за 519.727 граѓани. Споредено со тоа, во 2016 година само 145 лица биле осудени за злоупотреба на службена должност или подкуп, што значи стапка на ефикасност на институциите од 0,03% случаи откриени и завршени со пресуд. Тоа кажува све. Значи, потребна е волја. Може да постои волја, но ако таа волја не е подкрепена со одредена финансиска конструкција која што ќе помогне на таа институција да си ја завршува ефикасно својата работа, вие имате институција која на хартија стои, но при тоа не дава никакви резултати. Еве го примерот со народниот правобранител. Да, му се даваат нови функции, му се даваат нови надлежности, али при тоа не предвидуваме пари и парите се предвидени сега подзаконските акти фал. Кои што ќе помогнат он да се ги изврши сите надлежности. Тоа за мене ја покажува волјата. Значи, вие можете во планот, тоа беше една од главните критики. Планот си стои одредената активност. Во шеската утврди и рок. Но е она графа што фали, доколку ќе погледнете, например, акцијските планови за поглавје 23, на тие земји што се понапред во процесот на европска интеграција, како Србија и Црна Гора, кога вие го правите акцијскиот план, кој што подлежи на проверка од страна на Европската комисија, си стои финансиски средства и изворот од кај тие финансиски средства ќе дојдат. Зашто вие можете да ставите било каква активност, ако не предвидите пари за истата, таа повторно ќе биде само изразена волја. Ама не че кај нас може и да бидат предвидени во буџет, па да се случи ребаланс и потоа да се скрати од таму кај што најмалку треба. Уште една интересна пракса, секој закон што оди во собрание, тој што бара финансиски средства, во табелата стои дека се потребни толку и толку средства. Меѓутоа никогаш таквите пари нема да ги видиш во буџет дека се планираат. И тоа е интересна работа. И кои се враќаат странците и викат до каде е, видите, Македонија, ќе го повторам, затоа што е потреба на граѓаните и на телото на Обединетите нации да праќам извештаи, а го правам со волонтери. Не е ова несериозна работа. Викаат 4 години Македонија нема национален превентивен механизам. Нема. Цел свет ни се смее. И гледа дека не сме сериозни. Од 90, од пред 5 години парите сме ги имале во буџет. Меѓутоа не можеш да ги спроведуваш затоа што нема волја. Овој. Многу лично ги водиме работите. Кацарска, кои се вашите сугестии, особено во овој дел околу регулаторните тела, каде што генерално се доаѓа до она што провеува како нитка низ целиот извештај, а тоа е професионалноста, непристрасноста, внатрешна, надворешна и немањето притисоци. Видете, токму затоа споменав претходно, значи независните тела всушност и во македонскиот институционален систем понекогаш се доживуваат како аномалија. Бидејќи не се, дел од нив се и доста нови, дел од нив се уште се кубурат, дали се со простор, дали со човечки капацитети, и ова е случај и со дел од нив кои што треба да се бават, например, како што е Комисијата за пристап до информации од јавен карактер, кој што ни е исклучително значајна, кој што исто така ни е многу важна. Како што беше и дел од нив ги видовме резултатите, како што на пример ДКСК, за кој што говоревме, че Државната комисија за спречување корупција, која што веројатно беше најеклатантниот пример за недејствување во регионот, особено во последните неколку години, поради што и веројатно се и дел од вашите наоди. Ние всушност случаи од висок профил што се клучни за процесот на пристапување во и борбата против корупцијата, кој што ги спомена и Зоран, отворивме сега со специјалното јавно обвинителство и таа борба всушност со овие случаи ќе го илустрира исходот на македонската борба против корупцијата барем во оваа декада, во овој период, додека се до крајот некаде во наредните 5 години, да речеме. Сега,
Проблемот ние дали сега прашањето е дали всушност ни требаше СЈО кога веќе ги имавме сите други институции и кога имавме и независни тела кои што веројатно требаше да ги лоцираат овие аномалии, но очигледно е дека не сме имале доволен систем на контрола ниту од страна на независните тела, а ниту од страна на собранието, за да дојдеме до овој степен каде што вие со овие податоци кои што вие говорите. Ние во секој случај нашите препораки се во насока на зајакнување на независните тела и особено во однос на Државната комисија за спречување на корупција, на која што сметаме дека е потребна многу потемелна реформа во однос на секој аспект на работата која што се вршеше досега. Имаме уште време за по едно прашање. Доаѓа 17. Нема да бидам малициозен да кажам дека после 17 доаѓа 18, но што од 18? Очигледно е дека надвор од името, препораката ќе биде одмрзната, иако ни требаше долго време, 2-3 години да се договориме дали ни е замрзната, сега јасно ни е кажано дека ни е замрзната. И сега несомнено е дека ќе биде одмрзната, но што понатаму? Видете, моето клучно прашање и мојата клучна грижа е дали после 18-ти ќе се продолжи со истата, барем со поголема стамина и со поголема енергија на реформите, доколку не започнеме преговори со Европската Унија, кои што сепак, доколку препораката е условена од името, не ни се толку блиску и се надевам дека всушност владата ќе продолжи и посуштествено, дури и во случај да не ги имаме директен почеток на преговорите и ќе ги направи сама тие планови кои што ги спомена претходно Зоран, во кои што ќе имаме јасни индикатори каде целиме и ќе ги зајакне сите овие аспекти за кои што говоревме, особено во однос на независните регулаторни тела и конечно дали ќе успееме да донесеме дел од овие реформски зафати, бидејќи мојата грижа всушност најголема во однос на тоа колку пати го споменавме 17 април е дека дел од овие прашања ги решаваме можеби за да покажеме на Европската комисија, не за нас внатре, што не ни и се надевам дека тоа не е случај. Јас се надевам на чиста препорака. Мислам дека со самото враќање на европскиот колосек, Европската комисија ќе даде оваа чиста препорака и со надеж дека ќе се отпочнат преговорите, но би се согласил со Симонида, но она што мислам дека суштински треба да се посвети владата е сите овие планови, односно референтни точки за реформи кои што се таксативно наброени во планот 369 ќе бидат суштински имплементирани. Ако процентот е 25% во однос на препораките на ПРИБЕ, сакам да видам план во кој што препораките на ПРИБЕ и сите останати препораки кои што се тука наброени ќе бидат преточени во еден убав акцијски план на владата за реформи кои што реформи во однос на процесот на европска интеграција. Тоа е она што сакам да го видам и по завршувањето и по 17 април и можната чиста препорака. Може по едно индискретно прашање за двајца? Сакам. Симон Кацарска не сака. Не сака план, не. Еве, Нечев. Може го чуеме па да кажеме. Да. Не е толку тешко. И двајцата доаѓате сте биле дел од администрацијата, сте биле дел од СЕП, би ги ставиле повторно своите знаење и ресурси во функција на ова што го говорите, доколку некој го бара тоа од вас, или подобро е вака од страна да се мониторира и од друг аспект да се дава придонесот кон европскиот пат? Видете, преговорите се предизвик за било кој што работи на европската интеграција. Јас во своите 5 години во секретаријатот за европски прашања, сите нам не беше тоа целта. Во секој случај има многу модалитети да се вклучите
А никогаш не треба да кажете никогаш доволно сум возрасна за да може за да тоа го научив до сега. Не е толку индискретно, гледате. Зора? Па одговорот био да биде многу слична насока. Но она што е, ја мислам дека за моето време додека јас бев во секретарот за европски прашања научив многу. И тоа беа годините кои што Македонија успеа да добие позитивна препорака за отпочеток на преговори, ја доби визната либерализација. Во тие години ја мислам дека тоа беше еден од резултатите кои што... Знае ли државата да негува такви кадри, бидејќи ако го вратиме списокот наназад, ќе видиме дека никој веќе не е таму. Па резултатот... Односно само 5 мина. Резултатот е очигледен. Повеќе имате во невладиниот сектор отколку во секретаријат. Едно е што сите посакуваме. За разлика од нив, јас сум и убеден во тоа дека процесите одат таму каде што е целта. Во прашање е следното, мојата грижа. Во која брзина ќе успееме да го надминеме тоа што ни избега. Инаку враќање, јас сум убеден дека враќање назад нема. Колку ќе ни траат процесите по однос на враќање на во нормала функционирањето на сите институции во државата, тоа малце ме загрижува. Јас би посакувал тоа малце побрзо да оди. Меѓутоа, очигледно дека политичките партии тоа не го сакаат. Не го сакаат калкулирајќи за нивни позиции и така натаму. Може да се забрзат работите, ако има храброст и изборниот систем да се менја во Македонија. Тоа е сосема друга тема. Морам на крај вас да ве прашам и бидете кратки, бидејќи влегуваме, го пробиваме терминот. Се конституираше Советот за наблюдување за следење на имплементацијата на судските реформи. Имавте првата конститутивна седница. Како тоа ќе функционира? Имаше многу дилеми околу тој совет. Како вие ќе седите заедно на иста маса со неколку кои што по дефиниција на вашата служба треба вие да го контролирате? Да, апсолутно така е. Видете, и јас се мислив на тоа. Меѓутоа одлучив да учествувам затоа што сметам дека има потреба и можам да придонесам. Со самиот факт дека се работи за Софет за следење на реформите. Стратегијата е донесена. Мислам дека сите челници на врвните институции во државата многу што можат да информираат во Советот за да се иницираат па ако има потреба и промени во стратегијата. Видите, кај мене се следат доста работи по однос на многу нешта како се спроведуваат законите. И мислам дека е од полза на Советот да информирам затоа што и оваа институција е на Република Македонија како што се и другите. Ви благодарам на сите што вечерва бевте мои гости. Почитувани, тоа беше се во вечерашната топ тема на ваша страна. Останете и натаму со тема.